На 5 јуни мораме сите заедно да застанеме гордо и да им кажеме и на ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз доста ви беше и одете си. Што ќе направи партијата Достоинство? Сите очекуваме пресмрт. Пресмртот тешко ќе се случи, меѓутоа ние ќе ги вложиме сите сили, како што бранителите тоа го правеа 2001 година, не жалејќи ги своите животи, излегува на браникот на татковината и ја сочуваа унитарноста и систем тоа не го нуди. Достоинство тоа ќе го промени. Да не должам многу на крај, сакам да ви кажам за Джонсон Контролс уште еднаш, заштитljeni тоа да важи. Джонсон Контролс ја прошета Македонија, направивме инспекција во Тетово, Охрид, Битола, Штип, Куманово. Ќе вршат анализи нивните експертски тимови и ќе донесат одлука каде да се гради тој капацитет. Капацитетот треба да биде со 1500 вработени. Моето настојување, а да ви кажам, секојдневно настојување и на Стојанче Ангелов, да не речам ме буди после 12 сата, дај бе, вика, лобирај да дојде таа инвестиција во Штип. Ете, тој човек со неговиот локал патриотизам колку сака да му помогне на својот роден град. Верувам дека Штип ги има сите предности како центар на текстилната индустрија во Македонија и на крај дека ќе се случи нешто убаво и за таа работа. Јас ви благодарам на вниманието, не сакам да должам. Стојанче е нестроплив, сака да одржи говор од кој што ќе се гордее и Александар Македонски. Помлад е, има енергија и дури мислам дека ќе издржам уште 10 такви војни како 2001 година. Со најголемо задоволство го повикам председателот на партијата Достоинство господин Стојанче Ангелов. Најтешко е да се зборува пред другари, пријатели, комши или луѓе кои што ме знаат, со кои што сум учел. Верувам дека овде сите знаете дека сум штипјанец, иако веќе долго време живеам во Скопје, па дури и водителката ме најави како Стојанче Ангелов од Скопје, јас секаде гордо зборувам дека Стојанче Ангелов од Штип. Колку и да се трудам да зборувам литературно, а на крајот отцепам некоја на штипски. Пред да започнем со официјалниот дел, сакам да го поздравам припадникот на МВР од одсекот за криминалистичка техника Дота, мојот другар. Дота, дигне камерата, не се срами. Дигни го. Дота ми е пријател, не е крив, не го обвинувате, тој само е пратен вечерва да снима. Нека го снимат другите медиуми и да прашаме за кој ќе биде таа снимка. Зошто некој го пратил Дота да снима? Јас и Дота учевме заедно школа, човекот е одличен, бидејќи лично го знам. И го пратиле да се чувства овде непријатно. Ова значи дека, пазете се, ако поминеме лошо, крај со нас. Оти Каширскија има снимката. Арно, ако поминеме добро, крај со тие што му наредиле да снима, не со него, он е добар вече, он пак ќе снима. Ама не за нас тоа што му работа. Не сме полицијата да се занимава со вакви глупости во луѓе, погледните во ова. Да праќа човекот да се сраме, јас не сакам да викате против него, не е виновен тој. Мене се тоа што го гледам во последно време ми зборува дека власта навистина исплашена. Чудно е тоа што некако во Штипи се помешаа картите. Оној Владко Ѓорчев
2 пъти беше носител на листа, сега е 3 път носител на листа овде. Освен промена на фризурата, сега е по-чишъм, не видохме нещо ново да каже. А кампанията, между другото, я почнуваше от дома, от Кенасо, от моята куќа, от татко ми на Яким, кој што го мраз унивното независно здравство. Пред 2 месеци татко ми почина не независно реформирано здравство, от нивното реформирано здравство. И истиот тој Владко Ѓорчев сега доаѓа пак и ви кажува што они ќе направиле за Штип или за Источна Македонија. Па нека дојде некогаш и кога не е кампања, нека види што прават луѓето. Јас се срамам затоа што јас заедно со моите двајца браќа и со другите работевме тие да дојдат на власт. И што на крај се случи со Штип, можете вие да забележите. Еднаш постои можност во градот да се направи нешто убаво. Господин Гуштеров со сета сила настојува таа фабрика на Джонсон Контролс да биде отворена овде во Штип и тие веднаш се обидуват да го дискредитират како бизнисмен, кријќи при тоа дека Христо Гуштеров со делегацијата на Джонсон Контролс беше кај нашиот премиер Свети Никола Груевски. Јас прв пат слушам нашиот премиер да не се пофали со странска инвестиција. Ништо не успеавме да видиме на медиумите. Па ги повикувам, ако има некој независен медиум, мислам дека овде има такви, ова не се однесува на човекот од техника, тој нема потреба тоа да го сними, да го прашат Груевски зошто дента кога Джонсон Контрол беа кај него не направи пресконференција да се пофали дека во Македонија има уште една странска инвестиција и тоа од компанија која што веќе има отворена фабрика која што успешно работи подолго време. Ние како политичка партија, иако потекнуваме од безбедносните сили, сме политичка партија на обичниот народ, партија на обесправените, затоа што, барем тие што ме знаете, знаете дека сум дете на стечени работници. Татко ми, Бога го прости, беше шофер во Македонка. Мајка ми пеглаше на преса во Астиво. Останаа стечени работници, многу добро знам што значи да се види дете на стечени работници. А горе-долу сите мои комши останаа стечени работници. И можев да ја видам и да се соочам и да ја доживам сета беда на тоа да се види стечен работник или да се види дете на стечени работници. Да не беше мојот чичо да ме возе без пари, беше кондуктор во Балкан Експрес, немаше како да отидам до Скопје. Не за джабе го викат шизик на небото. Штип е град на конфекцијата и ние сакали или не, тоа не можеме да го смениме. Верувам дека во Салаво има доволно конфекционерки кои што работат за минимална плата, меѓутоа вие во Штип сте повластени, некои од вас земат и по 200 евра. Во Кочани, во Провишти, Делчево, таму работат за 6-7 до 8.000 денари во конфекциите. Отварањето на една фабрика од Джонсон Контрол во Штип, каде што просечната плата е 400 евра. Нека не ви изгледа чудно, толку е просечната плата во Джонсон Контрол, во Бунарджик, во Скопје. Ќе направи тектонско пореметување на пазарот на работна сила. 1500 работници кои што ќе отидат да работат за 400 евра просечна плата, може некој ќе зема помалку 350, кои што имат обезбедено искрана и превоз до работното место, на кои што ќе бидат платени сите преку времени нотни сати, за разлика од она што сега се случува на нашите конфекционерки кои што работат, да не кажам дење, ноќе и делник и празник и за нова година, кои што летно време, кога во погоните е 60 целзиусови, знаат и да се расплакат и плачејќи да работат. На моите другари, нарече си сите нив, жените работат во конфекции, знам што се случува. Достоинство е политичката партија која што може да успее да ја смени таа слика во Штип и во околината. Кога ќе отидат 1500 текстилни работници во таа фабрика, тогаш нашите собствениците на помалите конфекции ќе морат да ги зголемат платите или ќе морат да се откажат од својата работа. Видовме како пат ги направија, нели еднаш ги го правиот кај Свети Никола, еднаш од не знам која страна, меѓутоа јас многу често патувам по тој пат. Има дупки до колена, но не е обележан, некој време е ризично да се вози по него. Зборуват за реформи, за инвестиција, а ние го возиме тој пат кој што е направен од времето на другарот Тито, што би рекле по старите. Тој пат, питај Бога од кога е направен. Деновиве сведоци сме како се појавија некои нови водачи на бранителите, душегрижници,
кои што во 2001 година ги немаше никаде, а сега глумат херои на војната, па се било од мене да ме омаловажат. Јас сум имал несреќа да бидам ранет на почетокот на војната. Јас не бев ранет на почетокот на војната. Јас бев ранет на 23 јуни. На крајот на војната, ама и да бев ранет на почетокот, не гледам што тоа помалку би била мојата вредност ако бев ранет јас во февруари. Може ли оние што се ранети во јули, во август, тие нивната крв е поскапа. Дали некој е ранет во јануар или во декември исто? Меѓутоа, јас немам промашено нити една позначена битка во нашата држава. Дури и после ранувањето, после децили 30 дена уште плукав крв, одев на терен со пушка во рака и ја водев единицата, ги водев тигрите во бој. И секој луѓе, кои што се горно зборува дека се генерали, имат вкупно 2 години стаж во полиција. Зборуват дека ние сме ги злоупотребувале бранителите. Ние кои што 4 години се бориме за нивните права. 4 години се молевме, се убедувавме, преговаравме без никаков резултат. Самите си направивме закон, собравме 30 дни да подписи, го дадовме законот во собранието. Овие патриотите од ДПМН не го изгласаа, а оние патриотите од СДСМ, кои што од 2002 до 2006 година се поигруваа со нашите судбини, па гласаа за. Па не сме ние толку недоветни или наивни. Го видов целото лицемерие на македонските политичари. Затоа и ние можеме самите да си вземеме судбината во своји раци. Иако ова беше изборен слоган на не знам на која партија. Меѓутоа добар е, признавам. Ќе се обидеме да бидеме силен коректор на собранието и на владата. Ако имаме помал број на пратеници, па макар да имаме само еден пратеник, првата работа на првата седница ќе го предложиме законот за бранители, што ние го изработивме. Ние сме креатори на тој закон за бранители, кој што нуди решение на сите проблеми и права на бранителите. Заедно со него ќе предложиме и закон за измени и дополнување на законот за служба во арама, со кој ќе го решиме статусот на професионалните војници. Знаете дека Достоинство ги организираше првите протести и вторите и така натака на професионалните војници. Ние ќе побараме и ќе предложиме под навршување на 38 години возраст да останат да работат во полицијата, во судската полиција, во шумската полиција, како чувари во затворите и така натака. И доколку има овде сопруги на професионални војници, пренесете и на вашите мажи кои ќе дома дека Достоинството, ако што ќе се погрижи, бидејќи денес написни прочитале наредба да не одат на митинзи, а денес само ние имаме, добро има и некои други, и на фин начин ги предупредиле да не доаѓат овде. Меѓутоа за секој случај го пратиле дото да удри овде по едно кадро, за утре ако познаат некој, па тој да сноси последици. Јас ќе ви кажам, без разлика на нашиот изборен резултат, без разлика колку пратеници ќе имаме и колку гласови ќе имаме, после изборите ние ќе продолжиме да постоиме да зајакнуваме нашата партија. А јас како председател на партијата ви ветувам дека ќе ги заштитам заедно со луѓето околу мене сите оние кои што ќе имат закани од сегашната власт, која не дај Боже последна власт. Видовте некои силни мажи се закануват на жени, се закануваа на жена на наш кандидат од 6-та изборна единица да излегол од нашата листа и јавно и да се зачленил во ВМРО ДПМН. Тој е поранешен ДПМНовец кој што сега е кај нас. Човекот не отстъпи. Се заканува на наши членови от Кочанско во најинтимното нешто. И на луѓето ја ускратија можноста да се борат за свое потомство, за инвитро, бидејќи биле активисти на Достоинство. Ќе ги фати греф, ќе ги стигне казна. И само затоа што биле активисти на Достоинство. Јас ви повикувам сите, иако овде од составот што гледам, верувам дека вас нема баш со што да ви исплашат, ама оние кои што не дојдоа и се плашат, ако имат притисоци и проблеми, јавете ни на нас. Ние имаме тимови за преговори со таквите насилници кои што се прават фраери од позиција на власт. Станал началник, мамо сум силен. Па да видиме кој ќе го сменат колку ќе биде силен, а јас и сега не и се плашам. Јас 4 години